Од неорганизирани и некоординирани, од плен околу кого сите се грабаа, обединети и сплотени во партија, тие се закануваат дека ќе ја поматат сметката на големата четворка. Вчера беше промовирана партијата на неопределените, составена од лица кои конечно се одважија и најави активно учество на нивната групација на декемвриските предвремени избори. Како најбројна структура во македонското општество, тие се решија овој пат да не подлегнат на летаргијата и на апатијата и со собствен пример да и покажат дека умеат да бидат силни, енергични и со својот глас да предизвикаат вистинска дисторзија на политичката сцена. По тој повод, ексклузивен гостин во вчерашни е лидерот на партијата на неопределените, најголемата и најмоќната партија во земјата. На наше и ваше огромно задоволство, денеска во вчерашни новости го имаме лидерот на политичката партија со најмногу приврзаници според сите анкети во Република Македонија. Лидерот на неопределените, Климе Охридски. Добро вечер. Добра вечер. Вистинско освежување сте на политичката сцена во Македонија, еден нов субјект. Како се одлучивте за ваков чекор? До сега нашите гласови не одлучуваа. Ние како неопределени до сега воопшто и не излегвавме на избори, согласно нашата определба да бидеме неопределени, па затоа на избори победуваа партии што реално многу помалку гласачи имаат од нас и тие добиваа можност да ја водат Република Македонија, тие одлучуваат како ги трошат нашите пари, во кој правец, кој земјата и така натаму. И тоа е едно неубаво чувство, тоа е како да ви речем се осеќаме како да сме во кафана на некоја маса и цело време некој друг наручит, а на крајов ние и плаштаме сметкиве. Прекрасно кажано. Сите сме сведоци дека до сега партиите ги користеа нашите пари за глупости, буквално, и постојано не задолжуваа се повеќе и повеќе. Што ќе направи вашата партија во тој поглед? Па ние долго време немавме став по ова прашање и дури сега се свестивме ние дека со тоа што тие ја задолжуваат Република Македонија, тие го задолжуваат секој од нас еден поединечно. Како да ви речем, ние самите сме си криви што нашите деца кога се раѓаат, одма во старт имат долг од 2000 евра. Тоа му идит, како да ви речем, како за повојница бебинава да добиваат кредит од 2000 евра што треба да го плаштат за повојница. И тоа дури да појдат во школото, една кола ќе имат за враќање, а ништо не виделат парите, тие ошле на глупости. Ајде да видиме како стои партијата на неопределените според анкетите. Истражувањата на јавното мислење спроведени од неколку релевантни агенции покажуваат дека неопределените се во убедливо водство пред партиите кои најавија учество на изборите. Во анкетата која за своји потреби ја спровела ВМРО-ДПМН, за нив се решиле 30% од избирачите, а за СДСМ два пати помалку, но бројот на неопределени изнесува 43%. Истражувањата на СДСМ покажуваат дека тие се во водство пред ВМРО-ДПМН со 23% наспроти 17%, но скорот за неопределени е исти, изнесува 44%. До сличен резултат дошле и во Институтот Павел Шатев. На последната моја анкета, околу 21% од испитаниците нема одговор за кого ќе гласаат, а дури 28% не би гласале за ниедна политичка партија, што значи дека половината од населението се неопределени. Овие 600-700 илјади гласачи кои што ги имате со огромен потенцијал. Кажете ми како се позиционирате, лево или десно определени сте? И така и така. Може најточно да се каже дека ние сме партија некако во центарот, зашто тука најголем простор се остана кога се формираја другиве партии, што тоа не значи дека ние нема неопределени, немат ниво партииве што се во левиот и во десниот блок. А што мислите за овие другиве партии? За другиве партии, видете, јас како лидер на најбројната политичка сила и најјака партија во Македонија, нема што да му ја мислам многу, тие нека му ја мислет. Сега предлагам да одиме во живо, директно во вашите простори, во просторите на вашата партија, каде што веќе се подготвуваат листите со пратеници за 6 изборни единици. Пред да ви се заблагодарам за ово учество во нашата емисија и за вашите навистина издржани и обширни одговори кои што ни ги дадовте, ве молам кажете ми со кој слоган ќе одите вие на овие избори?
Па, уште се немаме определено околу слоганот, имаме дилеми дали да бидат определете се за неопределените или да бидат неопределени, определете се. Така нешто, но ќе го решиме и то нешто брзо. Да не го заборавиме на последно прашање, што ќе им предложите, односно што сакате да им порачате на нашите гледачи? Па ние ќе имаме прилика да се сретнеме со граѓаните, затоа што сега ќе тргнеме во една кампања. То ќе биде една такво едно патување, една акција што се вика door to door, од кафана во кафана, заштамо најголемиот дел од нашиот потенцијал гласачки таму го минит времево. И во оваа прилика би сакал само да им кажам на гледачите дека тоа што сме неопределени не значи дека не сме загрижени, дека не следиме што се случуваат во политика и во кој правец од Република Македонија. Напротив, овие глупости што ги прават партиите што ја водат држава и на нас ни пречат. Ние ги плаштаме нивните грешки и глупости. Нашите пари и трошат. Одговорноста е наша и затоа решивме на овие избори да излеземе организирано, да можеме да одлучуваме во кој правец ќе се движи Република Македонија, а не само да бидеме гледачи кои што ќе бидат засегнати и кои што на крајот ќе ја плаштат сметкана. Сега е моментот кога треба да го дајме нашиот глас. Ако не го направиме тоа сега кога се изборите, немаме право после да се лутиме или да се каеме. Гласот се дават сега. Сега се одлучуваат. После пак можеме да бидеме лабави и секој да си ја гледа своја работа. Се извинувам, морам да ве прекинам, се јавија од адхок телото, ќе мора говорот да прекине, но секако ние сме отворени за сите ваши изјави во иднина што ќе ги даете и ве благодарам што дојдовте. Се надевам дека ќе биде така. На крајот само колку ви должам за кафео? Тоа е 5 денари, ама нема потреба, ќе го покриеме ние. Не, јас сакам чисти сметки да си имам, ве молам. Дајте, фала, многу пријатно. Добро, ви благодарам.